Пациенти со изгореници, вдишен врел воздух и отровни гасови, како и пациенти со набиеници и скршеници се хоспитализирани во болниците во државата. Сите се во стабилна состојба, вели директорот на ГОП 8 септември. Најчесто повредите се на главата и дланките. Од оние повреди кои што пациентите ги имаа кај нас, тоа се најчесто изгореници, и тоа изгореници од втор, па и кај некои од нив и од трет степен, согласно на тоа каде биле изложени на деливањето на пожарот и огнот. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кои што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите, и третиот тип на повреди се оние кои што настанале во борбата за живот, практично кога едни преку други пациентите поминувани, и тие се повреди од трауматски карактер во форма на набиеници, скршеници. Докторе? Сите пациенти се згрижени. Некои во болниците во регионот, друг дел заминуваат на подалечни дестинации. Како што посочи Клековски, денеска ќе се активираат и Италија, Холандија и Белгија. Во државата има лекари од Чешка и Израел кои им помагаат на македонските доктори. Во моментот ситуацијата е таква да и капацитетите во соседството се исполнети и веќе ангажираме подалечни дестинации. Се трудевме заради близината, прво да реагираме, тоа беа првите вчерашни реакции да бидат Грција, Бугарија, Србија и Турција како најблиски дестинации. Веќе таму се воглавном пополнети капацитетите. Од денеска веќе мораме да ги спраќаме луѓето на подалечни дестинации. Меѓутоа владата веќе донесе одлука да и се овозможи родителите да бидат со нивните деца или партнери кој веќе е потребно да патува. Значи нема ни еден критичен пациент или пациент што се влошува да не биде згрижен во специјализирана институција за изгореници. Денеска веќе ќе има активирање на Италија, Холандија, Белгија и така натаму. Во меѓувреме хоспитализирани се над 20 нови пациенти кои кобната ноќ биле во дискотеката во Кочани. Тие ден потоа побарале помош во болниците во Кочани и Штип, а дел од нив се препратени на понатамошно лекување во Скопје. Од Министерството за здравство апелираат сите кои биле на диско да се јават на лекар.